16 години удобно сместен во градоначалничката фотелја, Рами Смерко со прст не мрдна да се реши деценискиот проблем со водоснабдувањето. За сега да им продава памет на Стружани. Ако сакале да имаат вода, да си набавеле хидрофори. Ова дополнително ги разневи присутните на состанокот на Советот за превенција, кој помина без присуство на медиумите, бидејќи не беа информирани. Градоначалникот ни рече да си набавиме хидрофор или да чекаме да заврне. Прво тоа чини најмалку 2000 евра, пари кои треба да ги вложиме за да имаме вода што ја плаќаме. Нека стават од водовод на нивна сметка. Откако мудрувал на состанокот, Мерко мртов ладен отишол да промовира против пожарно возило со скали, фотографирајќи се задволенот, насмеан од уво до уво. На првиот човек на Струшки водовод, на кому пак уште му е лето, му било страв Стружани да не го испијат езерото. Затоа не постапувал по примерот на Охрид, каде потребите од водоснабдување меѓу другото се задоволуваат и со испумпување на вода од Охридско. Не можеме да речеме дека не е се уште лето, пошто се уште е лето и изворите ми се празни. Ако немам рестрикции, стварно нема да има градот вода. Да не се лажиме дека можело од езеро имате ова, не може од езеро да се земит вода, да падне нивото на езерото, пошто знаете дека УНЕСКО нема да дозволи такво нешто. Ова е голем проект што мора државата да постави општината. Јас сам не сум способен да го завршам тоа. Не е моја надлежност, не можам. Освен по неспособноста да се справат со тековните проблеми, ова предпријатие е познато и по превработеност, недомакинско работење, расфрлање со пари и големи долгови, кои ги таложи во континуитет, реагираат од ВМРО ДПМНЕ. Неспособноста се воочува со тоа што предпријатието признава дека успева да наплати нешто над 30% од вкупната пуштена вода во системот. Нема пријава ниту за една хаварија на системот за снабдување од трети лица, ниту има пријавено каква било кражба на вода или нејзино нерационално користење. Само во последниот мандат на овој состав на локалната самоуправа, водовод има генерирано долгови во висина над 2.500.000 евра. И додека од водовод уверуваат дека од идната недела ќе почнеле да ги менуваат азбестните цевки за барем малку да се подобри водоснабдувањето, Стружани кои живеат на погорните катови и денес немале вода. На цела мака, ним единствено не им недостасува хумор. Вода има, ама чешмите имале проблем со простатата. Затоа ќе излеземе на дождо да се бањаме, пишуваат шеговитите Стружани.